вашиот клиент? Денешната пресуда беше очекувана. Ние од почетокот на овој судски процес знаевме дека ќе биде ваква брутална казна. И оваа пресуда најмалку се заснова на докази, всушност нема докази. Вие бевте сведоци, барем тие новинари кои што го пратеа судењето. Видовте дека нема изготвено вештачење, воопшто нема изготвено вештачење, а судот во образложението на денешната одлука за вина се повикуваше на некакви докази. Мене навистина не ми е јасно на какви докази се повикуват. Но тоа е тоа. Ние овдека не завршува нашата борба. И мислам дека е нефер на крај кога беше спомнато дека во судот во Страсбург била одбиена времената мерка. Требаше да дополни судијата дека времената мерка е навистина одбиена, но прифатена е апликацијата со тоа дополнение. Исто така би сакал да наведам една работа, она што го кажа во врска со мерката притвор. Сите сте вие сведоци дека во Америка малтене изби граѓанска војна за кривично дело убиство, кое што цел свет го виде, кое што е неколку пати кратно потешко кривично дело од ова кривично дело. Обвинетиот излезе од притвор за 3 дена со 750.000 евра гаранција, што споредувајќи го стандардот во Америка и нашиот стандард, негде се работи за максимум 100.000 евра. Ние понудивме кауција 146.000 евра, но тоа очигледно не беше доволно. Затоа реков, значи Америка не знае што е право, значи таму не владее правна држава, ние си имаме посебно, само за нас познато право и затоа после 11 месеци треба да го држиме обвинетиот по секоја цена во притвор. И особено во ситуација во која што према двајца од другите од истиот предмет се определени поблаги мерки, а ова према него нон-стоп се определува потешка мерка. Така да Успеа ли обвинителството, како што кажа обвинителката Рушковска, да докаже каде завршиле парите, бидејќи она рече дека смета дека завршиле кај Јовановски и кај Јанев? Самите го дадовте одговор. Што гледате вие како обичен конзумент од таа снимка? Што гледате? Гледате 3,5 секунди една хрпа на пари и после тоа гледате еден лик како да носи перце во рацете, носи некаква ташна. Дали вие знаете дека за најобичните предмети што има широм судовите во Република Македонија, за најобичен подкуп од 50 евра на сообраќаен полицаец се обележуваат парите и се фаќа. Дали вие мислите дека доколку тоа навистина така се случило, Бојан Јовановски не би бил снимен од камерите и не би бил веднаш уопсен. Ова е една конструкција која што е почната од самиот почеток со голема помош на соизвршителот, кој што влегува и излегува од притвор кога и како сака. Значи се применуваат апсолутно двоструки аршини. Повторувам дека нема да заврши оваа постапка, но ќе видиме.